Црвен крст на Република Северна Македонија, а тоа подразбира и Црвен крст на град Скопје, со започнување на пандемијата која што започна во март месец 2020 година, формираше мобилни тимови во главниот град, но секако и на територија на целата наша држава. Во градот Скопје постојат десетина мобилни тимови кои што ги координираме преку 5 општински организации кои што функционираат во Скопје, тоа се Карпош, Газибава, Чаир, Кисела вода и Центар. Имаме еден посебен тим кој што е само за бездомните лица. На ниво на целата држава всушност функционираат повеќе од 35 мобилни тимови. Во целиот овој период зголемени се побарувањето, односно јавувањето од страна на граѓаните кои што имаат потреба и поддршка од страна на Црвениот крст, и на ниво на цела земја поделени се повеќе од 30.000 пакети хигиена и 30.000 пакети храна, што навистина кажува за едни големи бројки од потреба со кои што граѓаните се соочуваат. Само во Скопје имаме повеќе од 6.000 јавувања кои што ги користат бесплатните услуги на мобилните тимови кои што ги даваме, но секако дел од нив се побарување за бесплатна храна и бесплатни хигиенски пакети. Целата ситуација е малце отежната, проценките кои што ги правиме ние се малце во поинаква форма, што значи дека имаме администратори по нашите канцеларии кои што се јавуваат на телефонските позиви кои што ги примаме, се пополнуваат одредени прашалници за да се направи брза проценка за тоа во каква ситуација се наоѓа семејството и каква помош всушност е потребна. Ситуациите се најразлични, како што кажав, некој побарува бесплатниот сервис да му се купи тоа што му е потребно. Имаме и многу стари лица кои што живеат сами, кои што имаат потреба од набавка на медикаменти или пак хронични терапии или пак инсулин имаат побарувања или пак хигиена или друштво и слични некои ствари. Граѓаните генерално може да не контактираат на различни нивоа, значи преку самите општински организации, преку мобилните тимови, често пати ни пишуваат на социјалните медиуми, често пати се јавуваат на телефонските броеви, значи постојат различни начини како може да стигнат до нас. На ниво на целата држава се формирани повеќе од 35 тимови, што значи дека во секој град имаме една канцеларија на Црвениот крст, тоа е нетворкот кој што го работи нашето национално друштво. Во секоја канцеларија значи има минимум еден мобилен тим. Сега од почнување на целата пандемија до сега тие се реорганизирани, но секако повторно функционираме и сме во служба на граѓаните. Значи, различни се потребите на луѓето, можам да кажам. Од почетокот, значи, бројката беше голема, бидејќи дел од луѓето се плашеа, не излегуваа од своите домови и бараа преку нашиот сервис, преку нашите волонтери да им се купуваат одредени работи. Сега таа бројка малце е подсмирена и мислам дека се покачува бројот на граѓаните кои што ни се јавуваат за бесплатниот сервис во делот на храна и хигиенски пакети, што кажува дека луѓето се соочуваат со тешкотија на, да речам, преживување и дека му е потребна засилена храна и хигиена во овој период.